еве и да се случат уставните измени. Немаме известност како ќе заврши таа работа и што ќе биде следно во целиот тој процес. Затоа бараме гаранција. Која е опцијата за оваа држава додека Мицкоски чека? Председателот Мицкоски треба да остане уште најмалку уште еден мандат. На ДПМН нема истерано ниту еден цел мандат. Да, точно е дека СДСМ можеби не се качува во рейтинзите. Во градот Скопје има ненаплатено близу 18 милиони евра данок за годините после тоа. Кога граѓаните на Скопје ќе се возат во нови автобуси? Јас искрено нема да лицитирам со термини овој. Сега веќе ви е страф. Да, не да ми е страф. Во Бугарија, каде што, пак ќе кажам, сум нашол и сум бил дел од можеби најубавите пријателства и друштва во мојот живот и соработки и диригенти и оркестри со огромна почит биле настроени секогаш кон мене. Од запуштено до уредено Скопје, вратен сјајот на фонтаните. Таткото на Скопје со јавни слики дава отчет за делот 6-месечниот мандат. Но Орце Георгиевски, освен што е градоначалник на метрополата, тој е председател на ЗЕЛС, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата и поздрав да сте. Господин Георгиевски, неделава имавте голем собир во Струмица, 36 години од основањето. Може да издвоите 3 настани кои го одбележа владењето во овие 2 години централна власт пред се. Со што може да се пофалите, а на што сметате дека потврливте? Прво треба да се земе во предвид, тука паралелата секогаш ја правам со градот Скопје кога го преземав пред 6 месеци, треба да видиме состојбата на сето она што го наследи председателот Мицкоски кога ја презема власта на републичко ниво во нашата држава. Девастиран буџет, многу од проектите беа закочени, некои не беа ни отпочнати. И ако направиме сега ретроспектива каква беше состојбата тогаш, сега веќе финансиски е стабилна државата, што е многу важно за една држава. Од една страна, од друга страна, знаете дека има силен интензитет на капиталните проекти градба на истина. Тоа е втората работа. И третата работа, што лично мене многу ми значино и на сите мои колеги, градоначалници широм државата, е што како никогаш досега локалната самоуправа е помогната од централната власт за реализација на капитални проекти. Не како во минатото на поединци према чувствата на председателот на владата или одредени министри се помага, туку секаде рамномерно се помага низ целата држава и секаде се инвестира и прогресот мислам дека е евидентен. Не ми одговорите на прашањето во кој дел сметате дека потврливте во овие 2 години како централна власт? Секогаш може подобро. Вака не можам да издвојам работа што сметам дека е потврлена, но секогаш може подобро. А дека е подобра оваа влада и дека покажа резултати за 2 години споредбено со било која влада во минатото, тоа е евидентно и мислам дека и по анкетите, но и во комуникација со граѓаните тоа може лесно да се забележи. Во излагањето на вашиот лидер и премиер се нагласи фактот дека власта е проевропски ориентирана, но дека во ниту еден момент нема да се откаже, ниту ќе дозволи дека ќе дозволи преговарање околу идентитетските прашања. Дали ова е своевидно навестување дека во блиска иднина не може да се надеваме на интеграција во ЕУ и всушност најава за дипломатско ползење во наредниот период? Не го гледам јас тоа така. Прво, нашите ставови и ориентација проевропски од секогаш, освен во моменти кога опозицијата сегашна, немајќи што да каже контра нашата партија, го кажувала тоа дека ние сме скршнувале од патот на Европската унија. Тоа не е така и со сите потези изминатиот период и на председателот Мицкоски, на сите владени функционери, вклучувајќи го и министерот за надворешни, јасно е зацртана нашата траекторија и немаме ние друг начин за интеграција или во било која друга ситуација каде би скршнувале од патот, што значи дека јасна е нашата определба во тој дел. Она што сметам дека е за разлика од минатото евидентно денес е тоа што ние за идентитетот не преговараме. И тоа председателот јасно уште во предизборието го говореше и впрочем и една од работите за која што добивме силна поддршка за изборите беше токму
Токму тоа и таквиот начин на водење на дипломатија на оваа влада, затоа што ние имаме премногу отстапки направено во минатото и се покажало дека најголем дел од отстапките се неоправдани од денешна перспектива ако погледнеме наназад, така што сметаме дека треба да имат цврсти гаранции и апсолутно еве јас како претседател на ЗЕЛС, градоначалник на главниот град, но и член извршен комитет на мојата политичка партија, го поддржувам тој став на претседателот Мицкоски и сметам дека ни требаат конечно гаранции кои што ќе значат неотстапување од идентитетските прашања. Добро, сега ве прашувам како граѓанин на Македонија, млад, припаѓате на младата генерација. Не ве фрустрира што, например, една Албанија и Црна Гора, која беа до вчера зад нас, сега се веќе на чекор до членство во ЕУ, а ние тапкаме во место? Видете, ние Европа треба прво да ја доживееме внатре. И ние треба да се промениме внатрешно, целосно и прогрес и развој да направиме на државата, кој што ќе личи на Европа. Европа да ја донесеме дома. Од друга страна, мене многу повеќе ме фрустрира двојните аршини, што за некој нема вакви условувања како за нас и му е многу полесен патот на движење. И тоа мораме да се сложиме дека е така. Најпрво беше во минатото промена на знамето. Подоцна имаме промена на името. Сега имаме бугари во уставот, но тоа не е конечната работа. И самите представници од бугарската страна кажуваат дека тоа е само почеток на она што треба ние да го имплементираме. Јас како македонец сметам дека идентитетот е нешто за кое што не треба да се разговара и да се преговара. По ниедна цена. Без разлика дали сум млад, јас се трудам, давам се од себе како припадник на младата генерација да ги променам работите во мојата држава. И знаете дека работам дено-ноќно да ги променам состојбите во градот и граѓаните да имаат многу подобри услови за живот од тоа што живееле години на нас. Но тоа не значи дека јас по секоја цена треба или претседателот Мицкоски или владата наша генерално да прифатиме некој да не условува или практично кажано да не уценува за нешто за кое што немаме известност ние како ќе заврши. Ние немаме известност, еве и да се случат уставните измени. Немаме известност како ќе заврши таа работа и што ќе биде следно во целиот тој процес. Затоа бараме гаранција дека ова е последната работа која што треба да се направи, но дека тоа нема да задира во идентитетот на нашата држава. Стартува преговорите за реконструкција на владиниот кабинет. Да сте на местото на премиерот Мицкоски, според вас, кои министри смета дека потврлија во изминатиот период? Има одредени министри кои што можеби не до тој степен ги исполнија очекувањата од граѓаните или едноставно кажано не донесоа доволно реформи. Јас не би навлегувал со имиња или со ресори, но знам дека претседателот прави темелна анализа. Станува збор за 4-5 имиња? Мислам да. Претседателот прави темелна анализа, се покажа во изминатиот период кога станува збор за кадровата политика дека многу прецизно ги води тие процеси претседателот и во минатото како претседател на нашата политичка партија кога беше опозиција, кога стануваше збор за избор на кандидати за градоначалници, но и при составувањето на владата. Има одредени министри кои што де факто, како што споменав, не ги исполнија, верувам, очекувањата на граѓаните и сметам дека ќе биде еден добар момент тоа што ќе има и освежување во владата. Можно ли е идната година да имаме предвремени парламентарни избори и кога? Па ние како политичка партија сме подготвени во секое време. Интересно беше што Социјалдемократскиот сојуз, опозицијската политичка партија во нашата држава, така силно и храбро бараше еден период одреден предвремени парламентарни избори, па кога претседателот спомена еве подготвени сме, можеме да одиме на предвремени парламентарни избори, некако како постојано да бараат изговор да не се случат изборите. Или народски кажано, тие бараат избори кои што не треба да се случат според нив. Ние сме подготвени како политичка партија. Најдобро е секогаш да секоја влада го истера целосно својот мандат, за да нема, ако има избори предвремени, прво ние како локална самоуправа ќе имаме 3 месеци застој. Знаете дека тоа е период кога практично не можете ни една постапка да отпочнете, некој проект да го започнете, не можете ребаланси, не можете да направите буџет онаму каде што има потреба некоја општина и така натаму, што значи дека мојот став е дека треба да има редовни избори. Но
ако опозицијата е цврсто решена и го држи се уште ставот што го имаше пред извесен период дека треба да се случат предвремени парламентарни избори, ние сме подготвени. Меѓутоа одлуката за предвремени избори ја носи мнозинството во собрание, да, но тоа е секогаш иницирано од некого. Во случајот беше иницирано од опозицијата. Опозицијата ревносно се бореше на сите настапи нивни да има предвремени избори. И кога председателот, повторно ќе кажам, го спомена моментот ајде да одиме на избори, сега не може да одиме на избори. Нели беа реструктурирани, нови сили има, млади има, сите им приоѓа, се вклучува во Социјалдемократскиот сојуз, ама некако не им се излегува на избори, така да ние сме подготвени за избори кога и да се случи. Орце Георгиевски, гостин во ова издание на Тренинг. Градоначалниче, што кога ќе дојдете во центарот на Скопје, што сега во овој момент ви боде очи и сметате дека граѓаните скопјани се задоволни? Па мислам дека направивме значаен исчекор од состојбите кои што ги имавме. Ако земеме во предвид, јас се уште располагам со истата механизација со која што располагав. Да, завршена е јавната набавка од страна на Министерството за транспорт и врски и Светската банка за набавка околу 40 камиони нови за комуналната хигиена. Дополнително ние спроведовме јавна набавка за 2 претоварни станици кои што значително ќе ми го олеснат процесот за одлагање на отпад и уште неколку камиони кои што сам си ги обезбедувам како град Скопје и 2600 контејнери. Парадоксално е, но повеќе пати споменав изминатиот период кога влеговме во градот Скопје и во јавните предпријатија со новата структура и мојот тим, ние немавме ниту еден контењер за да го замениме. Во Скопје има прво недостаток на контењери од една страна, од друга страна и оние кои што се ги наследивме контењери, би рекол, тие се несоодветни за да бидат поставени на позициите, особено во централното градско подрачје, кај што се поставени. Тече во моментов рокот на испорака на сите овие работи кои што ги споменав, прашање на денови кога ќе бидат испорачани. Важно е што сликата е многу подобрена за разлика од минатото, што значи со истите ресурси, со истата инфраструктура која што имавме, многу подобар резултат имаме денес. Денес немаме запуштени и неискосени тревници како што имавме во минатото. Денес немаме хаос како што имавме пред некој ден сподели видео каква беше состојбата пред 6 месеци и какви депони имавме практично на секој чекор во главниот град. Меѓутоа се уште низ градот, низ метрополата може да се видат полни контејнери. Ја затоа говорам, контејнерите се нивната намена им е да се полнат. Нашата меѓу другото вашата обврска да чистите. Нашата обврска е да ги празниме, но нема депонии како што имаше во минатото. И тука не може никој да ме убеди зашто, затоа што лично јас правам проверки за сите овие прашања. Дали е за проектите кои што ги работиме, дали е за состојбата комунална хигиена, дали е паркови зеленило, јас лично секоја вечер правам обиколка со дел од мојот тим и ги проверуваме состојбите какви се на терен. Со колкав буџет во моментов располага град Скопје? Па некаде околу 80 милиона евра. Еуфорично најавувавте нови автобуси. Веројатно, дали за тој тендер всушност се криеше и корупцијски скандал или можеби вице-премиерот и вашиот сопартиец направи лоша проценка па и бе изиграна на некој начин, говорам за Николовски? Не може да се каже дека господин Николовски ме изиграл. Прво јас и Александар Николовски сме 20 на години блиски пријатели. Имаме одлична соработка и ако земеме во предвид кој најмногу ми помага изминатиот период, мене, но помага и на градот и на Скопјани, тоа е председателот на владата од една страна, од друга страна е еден од министрите кој што најсериозно е влезен во процесот за да ми помогне при реализација на проекти. Еве дел споменав што се однесува на камионите преку Светска банка, тоа е министерот Александар Николовски. Неуспешна беше постапката, веднаш е реобјавен тендерот, новата постапка и верувам дека ќе се заврши овој пат. Кога граѓаните на Скопје ќе се возат во нови автобуси? Јас искрено нема да лицитирам со термини овој. Сега веќе ви е страв. Да, не да ми е страв, туку јас информациите кои што секогаш ги споделував се однесува на овој тип на набавки или на добра кои што ние треба да ги обезбедиме преку Министерството за транспорт, се состојби кои што не зависат од мене. И во минатото секогаш кога ги изнесував информациите, ги изнесував врз база на тоа што сум добил како информација од Министерството. Никој не посакуваше да пропадне постапката.
И бевме цврсто убедени дека ќе заврши успешно, за час поскоро да бидат обезбедени автобусите, но се случи тоа што се случи. Драго ми е што веднаш за многу кратко време потоа се објави повторно јавниот повик кој што е во тек во моментов и верувам дека за брзо ќе биде успешна постапката и ќе започне доставата на автобуси за главниот град. За втората половина на годината, за септември, бомбастично се најавува урбана пруга и воз, но стручњаците предупредуваат дека не е заокружен целиот проект со урбани станици, со застарени прагови на шините, со паркинзи околу станиците. Па видете, ако имате простор, јас би апелирал до вас како медиум да го посетите потегот од Зелениково према Драчево и Лисиче горно, кој што се работи во моментов, каде има целосна промена на прагови, целосната инфраструктура таму се заменува после, не знам, 50-60 години. И има сериозен напредок таму. Многумина, како со подсмев да го гледаа проектов на почетокот кога се најави, но ние ако сакаме да граѓаните што помалку возила користат, мораме да им понудиме неколку алтернативи. Едната ја споменавме, тоа се новите автобуси. Треба да имаат добар и ефикасен јавен транспорт и известност да имаат во истиот. Втората е градскиот воз и третата е БРТ-то кој што ќе започнеме за многу скоро да го реализираме како град Скопје. Кога што значи тоа многу До скоро? крајот на годинава ние треба да влеземе во тендерска постапка за обезбедување на изведувач кој што ќе го започне целиот процес и верувам дека на почеток на наредна година ќе започнеме со изградба на БРТ-то, кое што во прва фаза е од Ѓорче Петров до последна петка до Ново Лисиче. Исто така тој проект ќе понуди известност при транспортот, подеднакво ист известност како што ќе понуди железничкиот транспорт, но и новите автобуси на главниот град. Ние мораме како во сите европски развиени метрополи да нудиме повеќе алтернативи на граѓаните. Господин Георгиевски, што станува со решавањето со големите депонии во Скопје? Па работиме, денеска еве после емисијава, во Сара е огромни депонии, две ги расчистуваме. На Вардариšte започнавме со процес на одгасување, веќе се стигнати резултатите и ќе се започне сега со третирање на продолжување на третманот на површинскиот отпад, таму постапуваме согласно физибилити студијата. Има еден парк кој што го започнаа, го најавуваа во минатото двајца градоначалници пред мене во Карпош, во близина на мостот на Љубљанска, кој што започнавме да го реализираме, кој што остана со некои 1000 квадрати асфалт само, ни хидранска мрежа поставија, ниту урбана опрема, ниту пак го дочистија и тоа се допретвори во една огромна депонија. Сега започнуваме со процес на третман на истиот во Бутел една депонија, ја расчистуваме и на тоа место почнавме да градиме парк, што значи дека мојот концепт за средување, условно кажано, на сите жаришта и депонија, да им најдеме нова намена за надолг рок. Дали депониите се извор на загадување на градот, бидејќи речиси секоја Па кога се подпалуваат, да. Или можеби некој од компаниите, фирмите говорам. Видете, загадувањето во градот не е од еден причините. Има многу фактори кои што влијаат. Од една страна се индустријски капацитети. Од друга страна се депониите кои што многу често во минатото се палеа, знаете и самите. Сега имаме многу сериозни контроли, присуство на инспекциите на дневна основа по неколку пати и така натаму, што значи третманот не е многу посериозен и пристапот за разлика од минатото. А од трета страна се автомобилите, од четврта страна се домаќинствата, што значи дека тоа е една така поголем конгломерат кој што ние еден по еден мораме да ги решаваме проблемите внатре. Дека само возилата загадуваат или дека само индустријските капацитети загадуваат или само домаќинствата, не е така. Сите влијаат да ние имаме амбиентален воздух како што имаме и затоа треба да ги решаваме процесите еден по еден. Како ги решаваме, еве депониите. Споменав, на долг рок ги решаваме, кога вие на депонија ќе ја претворите во парк, тоа јас во кисела вода почнав да го применувам, ќе ја претворите во паркинг или ќе му даете друга намена на тоа земјиште, нема веројатност таму веќе да никне повторно депонија. Ако само ја исчистите и истретирате депонијата и ја оставите во таква состојба, прашање на време кога повторно ќе стане мета на несовесни граѓани да одлагаат отпад таму. Од друга страна, за транспортот го споменав моментот како преку на 3 концепти работиме за да
понудиме алтернатива за граѓаните за да користат возила, што значи дека тој извор на загадување го елиминираме. За поголемите загадувачи индустријски капацитети, ставот мој го знаете, јавно истакнат, и еве сега сме во комуникација честа со Министерството за животна средина, каде што во најмала рака, според мене, не треба ниту еден индустријски капацитет да е во близина на населено место. Но јас разбирам дека тоа се трошоци, дека не е едноставен процес од приватно земјиште, правото на собственост лично е неприкосновено, уставно загарантирано и се останато, но загревањето и користењето на енерген таму може да биде газ и треба да биде газ. А што се однесува на домаќинствата, со председателот сериозно на владата работиме на гасни централи кои што треба на две позиции во градот Скопје, тоа и во предизборието го споменавме. На едната позиција која што се наоѓа во Кисела Вода веќе интензивно се работи за обезбедување на цела потребна документација, изработка на физибилити студија за таа позиција каде што би имала гасна централа, а другата е во она што се планира за во перспектива е во делот на Ѓорче Петров, односно помеѓу Ѓорче Петров и Сара, и на тоа работиме, но посериозно сега сме фокусирани на првата позиција која што е во Кисела Вода. Господин Георгиевски, вашиот колега градоначалник Сотир Лукровски ќе се врати на работното место или барате начин и модел како да се повлече дефинитивно од позицијата во општина Карпош? Јас искрено му посакувам пред се добро здравје. Јас знам што е политика, но не можам да оправдам во политиката да одредена здравствена состојба се злоупотребуваат поединци за собирање на политички поени или правење одредена политичка штета на одредена политичка партија. Му посакувам добро здравје на мојот колега Лукровски. Неколку пати го имам исконтактирано изминатиот период и се надевам дека за брзо ќе се опорави и ќе се врати на својата позиција градоначалник во општина Карпош. Постојано локалните, односно општините се во некаква финансиска дубиоза. Дури прочитав дека и вашиот колега министерот за локална самоуправа Перински побара да си ги соберете ненаплатените даноци. Да, малку беше изваден од контекст господинот Перински, министерот за локална. Проба да некој конфликт предизвикаат поедини медиуми. Со Златко Перински имаме одлична соработка. Заедно го спремавме законот за локална самоуправа и измените за истиот, а што се однесува... Зошто слабо ви оди наплатата на... А што се однесува на наплатата, тоа се должи на, би рекол, и треба да си го признаеме тоа, на неодговорното постапување на локалните самоуправи. И мораме да се поправиме во тој дел. Ние како град Скопје, ако се сеќавате, во првите 2 месеци од кога станав градоначалник, блокиравме околу 12.500 сметки. Се сеќавате на една од првите активности. Тоа јас на неколку наврати објаснував во јавноста и повикував граѓаните да влезат во процес да почнат да го плаќаат данокот на имот. Неодговорноста на поединци од системот предизвикува состојба да имаме големи ненаплатени обврски према граѓаните. И тука ние законски мораме да постапуваме и јас тука не ја ставам политиката и рейтингот мој на прво место, туку го гледам интересот на градот, а преку тоа интересот на граѓаните, а тоа е да си ги наплатиме долговите. И затоа имавме блокирани толков број на сметки. Сега во моментов, во градот Скопје има ненаплатено близу 18 милиони евра данок за годините после тоа. Има случаеви кога граѓанин ви доаѓа и бара само таа година за која што има блокада да се плати, која ќе му ги достават службениците. И останатите години вика не, тоа не го плаќам сега. Свесно влегуваат во процес да не плаќаат тоа што има обврска. А многумина се со полна уста, ние плаќаме данок. Прво, ние имаме најниски даноци, споредбено со било која метропола, еве во соседството, не мора во Европа. Најниски даноци. Од даноците кои што се плаќаат, а во просек се од 3 до 6.000 денари по домаќинство. Даноците кои што се плаќаат за градот Скопје, ги делиме заедно со општините, знаете. Од каде што доаѓа наплатата на данок. И тоа што треба малце да се плати, и тоа нередовно се плаќа. И јас тука не правам политички калкулации. Истекува рокот, ќе има блокада за сите оние кои што недомаќински се однесуваат и третманот им е таков према градот Скопје. Кои од општините имаат финансиска и буџетска дубиоза?
Па, Вие добивте како општини 250 милиони евра на располагање од унгарскиот да, кредит. за реализација на капитални проекти. Слаб е процентот на реализација на капитални. Не се слагам. Сериозно висок. Сериозно висок. Вие можете да направите, како што ви споменав за Врдариште, како што ви споменав за другите позиции да направите како новинари обиколка, можете да ги посетите општините една по една и да видите докаде се капиталните проекти кои што се реализирани. Тоа се проекти кои што значат решавање на повеќе деценски проблеми за граѓаните. Дали некаде училиште, дали некаде градинка, дали некаде важна подземна инфраструктура, водоводна мрежа, одводна мрежа и така натаму, дали некаде се работи за реализација на булевар, дали некаде се работи за реализација на инфраструктура патна, но офатено е цело населено место. Тоа се сериозни капитални проекти. Кој од општините се во длабока буџетска и финансиска дубиоза? Па, не би издвојувал поедини примери, но има општини кои што имаат дел од своите јавни предпријатија кои што се во сериозен финансиски дефицит. 4 градоначалници се сменија, најавува градење на нова универзална сала, реконструкција на универзална сала. Сега во ваш мандат најавувате реконструкција и стартуваше. Сега ве прашувам, што работат 20-25 луѓе во универзална сала на чело со ВД директорот кој го именувавте, па рековте дека тоа е привремено решение? Да, привремено решение, А за да примаат може плата? вработените да земат плата. Па, видете, таму ВД директор, односно директор имаше во минатиот период на кој што му заврши мандатот. Тие функционираат како вработени, имаат настани, издаваат опрема, организираат настани во градскиот парк. Еве имавме пред извесен период, Виноскоп го вративме после долго време. Сега сакам Пиволен да го вратиме како настан. Има многу настани кои што се организираат од тие вработени, од вработените во МКЦ, од останатите културни установи, од КИЦ и се останато. Што значи дека таму директор имаше, на кој што му заврши мандатот. Суштина немаше процесот на нападите на опозицијата во целата таа приказна. На крајот на денот, господинот Кацаров, кој што го поставив за директор на универзалната сала, е лице кој што е именувано како ВД директор, е вработен во моментот кога тие што го напаѓаат сега биле на власт. И таму требаше да има подписник кој што ќе обезбеди вработените да земат плати. На крајот, вашиот лидер и председател на ВМРО ДПМН соопшти дека ова му е последен мандат како начело на партијата. Вие, Муцунски, Николовски, Тошковски, кој би можел да биде наследник на Мицковски? Јас мислам дека Мицковски треба да остане и не се слагам со неговиот став дека ова треба да биде негов последен мандат како председател на нашата политичка партија. Сметам дека поминавме на тешка фаза и тешки периоди од, ако земеме во предвид 2016 крајот 2017 почетокот. Јас сум во оваа политичка партија од мои 14 години, но исклучително тежок период на исправување на нозе на политичката партија најпрво помина председателот Мицковски. Вие во такви моменти да внесете елан, да го кренете членството, да го мобилизирате, нешто што еве Социјалдемократскиот сојуз уште многу долги години нема да може да го направи. Па да дојде момент до своите локална власт со градоначалници и бројка колку што освоивме 2021, па централна власт, па нова победа на локалните избори. Затоа сметам дека во услови кога веќе ги постави солидно односите во партијата, ја обедини партијата председателот Мицковски, но има толку изборни победи, а верувам дека дали редовни или предвремени ќе бидат парламентарните, сериозна победа ќе имаме на наредните парламентарни избори, треба да остане уште најмалку еден мандат на чело на нашата политичка партија. Ние имаме членство, имаме органи кои што функционираат и сега за сега мојот став е дека председателот Мицковски треба да остане уште најмалку уште еден мандат на чело на партијата. Благодарам за интервјуто и гостувањето. Ми беше чест. Орце Георгиевски, градоначалник на град Скопје, председател на ЗЕЛСИ, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, гостин во ова издание на Тренинг. На секое нивно јавно излегување им се дозволува само да кажат дека еве сега ќе трчале маратон, немало да се поместуваат ниту милиметар, ќе чекале не знам колку години или децении, ама ќе постават ли, ќе дадат ли идеја
или ќе дадат ли образложение за тоа што ќе прави Македонија во меѓувреме? Која е опцијата за оваа држава додека Мицкоски чека? Тоа треба да го објаснат тие. Што правиме понатаму? Отигледаме дека не се прави ништо на тој план. Власта и опозицијата во континуитет се во клинч. Опозицијата секојдневно држи пресконференции, обвинувајќи ја власта за корупција, криминал, за држање на државата во заложништво. Од друга страна, власта најавува ново поглави и забрзување на државата. Гостинка во ово издание на Триринг е Кристина Костова од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добро дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Господја Костова, зошто извисивте од новото раководство на Социјалдемократскиот сојуз? Претходно бевте подпредседателка. Така, сега сум членка на Централниот одбор, каде што бев предложена и првично од страна на општинската организација од која што доаѓам, базирано на моето долгогодишно членство и партиски активизам. Функциите се минлива работа, јас тоа секогаш го велам, никој не може вечно да биде на функција. Она што се случувало во минатото во СДСМ е да одредени партиски функции им биле подарувани на луѓе кои што доаѓале од страна без претходен партиски ангажман или стаж, добивале високи политички, општествени функции, бенефити, придобивки за веднаш по завршувањето на нивната партиска функција да заборават на партијата, па дури и во некои случаи да го напаѓаат партискиот живот и партијата. За кое време зборувате? За секое време, тоа можете да одите години и години наназад. И во времето на Заев, и во времето на Бучковски. Има секакви примери на кои што можете да се навратите, се разбира, тоа не важи за сите, меѓутоа има такви, јас би ги нарекла негативни примери. А јас нема да бидам дел од тие примери, затоа што и имам долгогодишно искуство како членка, посветена членка на партијата, но и на социјалдемократијата како идеологија. И верувам дека дури и кога нешто не функционира, треба дома прво да се избориме и да работиме на тоа ситуацијата во партијата да биде подобра, без оглед и без разлика на тоа дали сте на функција или не. Што се однесува до тоа дали јас сум на функција или не и зошто не сум, мислам дека прашањето треба да го поставите на друга адреса, затоа што моментално и статутарните одредби, но и фактичката состојба кажува за тоа дека тоа се одлуки кои што не ги носи личноста која што била на функција, туку практично се одлуки кои што ги носи председателот. На претходното раководство ни беше побарана колективна оставка пред неколку месеци со образложение дека е потребно да се обезбеди чист терен за носење нови и подобри кадровски решенија. Јас се надевам дека во иднина тоа ќе се покаже. Сметате дека со новото раководство на СДСМ партијата е консолидирана? Тоа времето ќе го покаже. Колку овие речиси секојдневни пресконференции на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, пред се најчесто се појавува на пресконференциите вашиот лидер, даваат некаков ефект во делот на подобрување на имиџот на партијата, а воедно и расветлување на начинот како функционира власта? Ефектот не можеме да го видиме веднаш. Знам само дека работа на секоја опозицијска партија и на незини членови и на незиното раководство е во што поголем број да излегуваат и да ја разобличуваат власта, да зборуваат за вистините за кои што можеби власта и не сака да се зборува. Затоа што ние имаме една власт која што во овие изминати 2 години не сака да се соочи со ниту еден аспект од незините одговорности. Не само кога станува збор за европскиот пат на земјава, туку и кога станува збор за секојдневното функционирање на државата. Многу често на тие пресконференции се зборува за испумпување на милионски суми државни пари кои што одат во канали поврзани со актуелни или доскорешни високи функционери на ДФМН и тоа е мошно симптоматично. За тоа и треба повеќе да се зборува. Но исто така ние имаме власт која што година и пол после најголемата, најцрната трагедија што се има случајно во историјата на независна и самостојна Македонија, никој
не се очовечи за да понесе барем морална одговорност. Имаме власт која што од врвот, значи од самиот премиер па надолу, користат навредливи говори, говор на омраза се поттикнува, вулгаризми, велам од премиерот па надолу, и се намалува и се спушта нивото на политичка комуникација, така што работа на опозицијата е да зборува за тоа, работа на опозицијата е да понуди конкретни решенија. Костова, кој добива, а кој губи од евентуални превремени парламентарни избори? Па за да одговорам на ова прашање, прво би сакала да нотирам дека е симптоматично тоа што власт која што има малтене двотретинско мнозинство во парламентот и нејзин премиер зборуваат и ја отвараат темата за предвремени парламентарни избори. Тоа значи дека не се соочуваат добро со предизвиците пред кои што се исправени и дека имаат одредени проблеми, не само со вице-премиерот за добро владење, во кој што покажа дека она што го сметаа за дедуизација сега испадна дека значи вленизација на администрацијата. Меѓутоа, исто така имаат и проблеми на секое поле, што значи дека е симптоматично што се покренува таа тема. Второ, морам да направам еден историски преглед на начинот на кој што ДПМН владее. 3 пати досега ја имаат освојувано власта, 98 ја освојуваат власта, се создава криза во 2001 година со конфликтот. 2006 година ја освојуваат власта и тогаш се воспоставува од страна на Груевски она што е препознатлив ДПМН-евски механизам за постојано сузбивање на опозицијата секогаш кога опозицијата има можност да макар малку порасне во рейтинг. 2008 закажување предвремени парламентарни избори, па 2011, па 2014, па 2016 година ДПМН нема истерано ниту еден цел мандат. Таквиот механизам се покажува погубен не за некоја партија, туку се покажа во минатото дека е погубен за демократијата, дека е погубен за државата. И тие ДПМН-евски финти гледаме дека сега се обидува и Мицкоски да ги употребува. Дали ќе има предвремени избори или не, тоа се разбира го знае само тој, затоа што на крајот од денот тој ја носи таа одлука, но пак ќе потенцирам и нагласам е симптоматично што ДПМН не се нафаќа да се соочи со јавноста со тоа што ќе истера еден цел мандат. Па после 4 години да видиме што ќе кажат граѓаните. Неделава извештај на Европскиот парламент останува во делот на преговарачката рамка историскиот аспект, односно се инсистира на мешовитата историско-образовна комисија да постигне договор. Сметате ли дека вие, како тогашна власт, всушност ја заглавивте државата, имајќи во предвид дека свесно или несвесно историските прашања ги стана дел од преговарачката рамка? Кога веќе зборуваме за извештајот на Европската комисија, мислам дека вреди прво да се спомене дека има сериозни забелешки во тој извештај оваа година и тоа остри критики кога станува збор за демократските состојби и за реформскиот застој во земјата. Во тој извештај се истакнува дека се недоволни и дека не се задоволни од Европската комисија со владењето на правото, реформите во правосудството и со борбата во корупцијата. Се спомнува исто така и дека се особено загрижени за тоа дека јавната дебата се искривува со злонамерни наративи и за засилената употреба на говор на омраза, особено на социјалните мрежи и онлайн. И еден интересен момент, поврзан со дипломатијата која што ја води актуелното македонско раководство и влада, е што изразуваат жалење оваа година што македонските дипломати во одредени ситуации избрале да не гласаат усогласено со мнозинството земји членки на Европската Унија во одредени меѓународни тела. И тоа покажува дека водат некаква дипломатија за која што не даваат објаснување
Ама очигледно е дека со секој одминат ден ја оддалечуваат Македонија од Европа и, условно речено, ги горат мостовите кон Европската Унија. И тоа е исто така загрижувачки, затоа што покажува какво е всушност расположението кај ДПМН за каква било европска интеграција. Нема таму расположение, не само поради она што вие го спомнавте, туку и општо не се работи на кои било други сегменти. Ајде да речеме дека представува некаков изговор ова што го спомнавте. Меѓутоа, каде е изговорот и зошто има застој во реформската агенда? Зошто има незадоволство од владењето на правото, од неспроведените реформи во правосудството? Зошто има незадоволство? Сега повторно се зборува за незадоволство од демократските состојби во земјата. И тоа е особено загрижувачки. Мицкоски вели ќе трчал маратон кон Европската Унија. Граѓаните се уморни. Граѓаните немаат веќе сила да издржуваат неодговорно владење на ДПМН и на Мицкоски. Мицкоски вели тој ќе чекал. Лесно му е на Мицкоски да чека со сите негови привилегии кои што ги уживал цел живот. Ама граѓаните не можат да чекаат. Ние имавме еден статистички податок од минатото, токму за периодот во кој што, или поголем дел од периодот во кој што владееше Груевски, кој што исто така во тој период не втурна во таква една силна изолација. И тој статистички податок покажува дека, сите го знаеме, од Светска банка е дека во периодот од 2008 до 2016 од Македонија се имаат иселено над 600.000 претежно млади луѓе. Тоа е огромна загуба, ама тие луѓе со своето иселување кажале дека се за Европска Унија. Меѓутоа, Костова, факт е дека ВМРО ДПМН денес ужива и натаму двојно поголема поддршка од граѓаните во однос на Социјалдемократскиот сојуз. Сега дилемата ми е, ако вие велите дека води погрешна политика, од каде тогаш симпатиите и поддршката што власта ја ужива? Ќе ве потсетам само на предизборието во 2024 година. Тоа беше еден можеби малку подолг период во кој што Мицкоски и сите од ДПМН, вклучувајќи еве сега и актуелната председателка на државата, напаѓаа секаков дипломатски напор на тогашната власт, вклучително и резултатите од Преспанскиот или потпишувањето на Преспанскиот договор, и даваа ветување пред своето членство. Например, председателката велеше дека никогаш нема да го користи зборчето Северна. Такви изјави со сличен сентимент даваше и Мицкоски, дава и други представници на ДПМН. Создаваа и се уште создаваат таква политичка клима, која што е прилично токсична, во која што поставуваат нереални очекувања. И поради тие нереални очекувања, јас нема да се согласам целосно со вас кога станува збор за рейтинзите, затоа што за само 2 години, да, точно е дека СДСМ можеби не се качува во рейтинзите. И тоа е друг проблем, од друг вид. Но исто така она што е точно е дека рейтинзите на ДПМН паѓаат. Тоа го покажуваат и изборните резултати од локалните избори, а и последните анкети. Она што ДПМН успева да го одржи како поддршка е дали поради клиентелизам, дали поради продолжување на дел од таа лажлива приказна, но се повеќе и повеќе се соочуваат со незадоволството и со гневот поради неиспорачаните ветувања за оние главни прашања кои што самите ги покренаа во предизборието. И ова е долг процес. Не можеме да очекуваме инстантни ефекти од тоа што сами си го лажат членството и поддржувачите. Затоа сметам дека е важно да зборуваме и со факти, меѓутоа и да се навраќаме на она што сме го научиле од минатото. А она што сме го научиле од минатото е дека ДПМН нема интерес за какво било поместување во интеграцијските процеси за земјава, како што во минатото правеа се за да не се зачлени земјава во НАТО, така сега прават се за да не се зачлени земјава во Европската Унија, ама на штета на државата. Се чувствува меѓу граѓаните подобрувањето на животниот и економскиот стандард? Мислам дека сите припадници на демократската јавност во земјава со подсмев гледаат на таквите изјави, кога Мицкоски ќе излезе и каже дека сме биле
трета, четврта, пета економска сила во држава, а во меѓувреме тоа е истиот Тоној Мицкоски, кој што е премиер на истата влада, кој што пред само неколку дена излезе со соопштение во кое што бара трпение од примателите на социјална помош, затоа што не може да ги исплати примателите на социјална помош и бара трпение од нив да почекаат. Каква е таа економска сила која што не може социјалците да ги исплати? Понатаму да ги прашаме представниците на реалниот сектор. Колку време, колку месеци државата им должи исплата на ДДВ? Или секој граѓанин сам се запрашува кога ќе го отвори паричникот, кога ќе отиде во супермаркет и ќе види дека нема контрола врз растот на цените, ама има и тоа како контрола и држење на исто ниво како пред 2 години на платите. Меѓутоа, Костова, поради одлука на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, државата треба да им врати 50 милиони евра од солидарниот данок на компаниите. Интересна е таа одлука и интересно е да се види кои се тие компании и дали тие компании, ова е прашање кое што вреди да се постави, дали тие компании се во собственост на луѓе кои што донирале во предизборниот период и особено во предизборниот период пред парламентарните избори 2024 година на ДПМН, од каде потекнува целата таа инспирација. Дали со ставот дека нема ништо, не е некоја голема трагедија и бугарите да бидат внесени во преамбулата на Устав, всушност се обидувате да ги придобиете симпатиите кај меѓународните партнери, а меѓутоа веројатно кога граѓаните тој став ќе го чујат од вас, ги иритирате на некој начин. Видете, јас не учествувам во формирањето на тие наративи и таквите изјави кои што ги спомнувате. Што се однесува до францускиот предлог, таму е прилично јасно дека гарантира дека нема понатамошни дебати за идентитетски прашања. Диалогот со Бугарија не е под покровителство, туку адресата за тој диалог е Европа или Европската унија. Кога станува збор за одредени компромиси, да речеме, кои што ние како држава треба да ги направиме, тоа значи дека тие компромиси би биле направени за да започнат преговорите со Европската унија. Гледаме од искуствата на други држави кои што веќе поминале низ тој процес или кои што се во тој процес моментално, ама пред нас, гледаме од тие држави дека во рамки на тој процес на преговори може да се појават одредени барања, меѓутоа она што францускиот предлог го гарантира е дека нема да бидат барања поврзани со идентитетски прашања. Од тука прашањето е дали реформите кои што треба да ги направиме во општеството, а тоа се реформи, како што веќе спомнав, најболно потребни во правосудството, во областа на владење на правото, во борбата со корупцијата, со која што имаме сериозен проблем, дали се тоа толку страшни реформи, од кои што сега треба да бегаме, под превес на изговорот дека не смееме да прифатиме да направиме еден почетен компромис, кој што би значил само почеток на преговорите. Како држава, сметам дека ние немаме веќе луксус да чекаме, особено не како граѓани, чекањето е прерогатив на привилегираните. Мислам дека со секој одмина ден чекање се не остануваме ние во истата позиција, туку нашата позиција се уназадува. Тоа го видовме во процесот на решавање на спорот со Грција. Чекавме толку години, се создаде деценијски проблем во кој што позициите, на пример, кои што Македонија ги имаше изградено во една 2004 или 2005 година, сериозно се срушија за време на владењето на Груевски, затоа што тој, од она што можевме да го слушнеме во снимките, преговарал по телефон, ама пред јавноста продаваше приказна во која што го делеше народот на патриоти и предавници. Дали сега тоа истото се случува? Дали ние имаме на вистина такво мислење дека ситуацијата ќе остане иста и дека нема да се влошува понатаму? И уште една работа, Мицкоски со години веќе, и тој, и представници на ДПМН, и представници на нивните коалициони партнери велат дека бараат гаранции
При тоа, ниту еднаш досега немаат објаснето. Какви се тие гаранции кои што ги бараат? Да објаснат. Има во јавноста некои политолози, можам да кажам дека се согласувам или не се согласувам со нив, меѓутоа кои што велат дека ако бараат такви гаранции, па тие можат да ги изградат во одредени клаузули кои што можат да ги направат во со тие уставни измени. Меѓутоа Мицкоски и тоа не го прави. ДПМН и тоа не го прави. Буквално не се поместуваат ниту милиметар кога станува збор за упатување во насока кон Европската Унија и кон почеток на преговорите. И само уште оваа забелешка би ја дала, а тоа е дека, мислам дека во јавниот дискурс поголем е притисокот врз опозицијата за тоа како се одвива и во која насока оди европскиот пат или европското интегрирање на земјата, отколку врз власта. На секое нивно јавно излегување им се дозволува само да кажат дека еве сега ќе трчале маратон, немало да се поместуваат ниту милиметар, ќе чекале не знам колку години или децении, ама ќе постават ли, ќе дадат ли идеја или ќе дадат ли образложение за тоа што ќе прави Македонија во меѓувреме? Која е опцијата за оваа држава додека Мицкоски чека? Тоа треба да го објаснат тие. Што правиме понатаму? Отигледаме дека не се прави ништо на тој план. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас да поканате. Кристина Костова од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, гостинка во ово издание на Трилинг. Јас имам многу колеги и пријатели во Бугарија, што кога ќе збориме за некои македонски музичари, прво е Владко Стефановски се спомнува, потоа се спомнува Македонисимо. Челистот во Македонисимо Александар Сомов, он е бугар, со кој што имав исто чест да се запознаме и да му посвирам, да научам нешто од него. Млад и талентиран виоленчелист, може да се каже дека припаѓа на третата Z генерација. Музиката го зарази во Скопје, потоа го одведе на конзерваториумот во Софија. Прераснува од талент во потенцијал меѓу балканските и европски челисти. Антонио Илиовски на пропатување од Скопје кон Софија во студиото на Трилинг. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најде. Што значи да се биде постојана релација Скопје-Софија? Многу умор, ама и среќа и задоволство. Како е да се студира во метрополата на Бугарија? Многу отворени врати, многу шанси за тој што работи. Така што таму важи принципот на колку работиш, толку добиваш. Многу високо ниво и како што еден мој колега кажува, можеш да имаш најдобри концерти, еден лош концерт и ќе ти треба 20 да ги вратиш. Да се го вратиш доброто име. Каква е музичката сцена во Бугарија? Многу развиена. Многу уште се под ефект на руската школа и постојано се случува нешто. Од ден за ден има по 3 или 4 концерти, филхармонија или опера, представи и така натаму. Што не е случај тука кај нас така? За жал, да. Не, ама мислам дека и тука доволно квалитетен кадар има од професорите, менторите и студентите да само треба да се потегне и да почне. Зошто чело, а не виолончело? Побрзо се кажува. Како? Побрзо се кажува чело, викам. Полесно се изговора. Да. Што беше лајф мотивот да се одлучиш на овој инструмент? Жаклин Дупре, француска виолончелистка која што ги поместува границите во 20-тиот век на инструментот, заедно со Мстислав Ростроповиќ да се докаже дека виолончелото не е оркестарски инструмент, туку може да биде и соло инструмент исто така. И здрави понатаму веќе почна да биде за мене лајт мотив тоа што за жал Македонија имала многу
познати и добри виолончелисти, но никогаш не е искочени на таа европска или светска сцена. За жал, за среќа не знам, но сега да кажеме дека времето останува на нас младите и на мене, така што гледам да грабам и да буткам натаму. ...23 години, многу бројни веќе домашни награди, 50 награди, многу меѓународни признанија. Со музиката си започнал од 8 години. Да. Си имал друга алтернатива или од самиот старт музиката? Од самиот старт се вложи и моето семејство и јас максимално во музиката. Јас исто така тренирав и кошарка, ама тоа беше еден период каде што имаше една епидемија на многу останување на улица од мојата генерација деца и моите родители со желба да бидам постојано зафатен со нешто, да се развивам, да мислам, да напредувам. Има запишано и на кошарка и на пливање исто така, но мислам дека од секогаш се знаело дека музиката ќе биде кариерата која што ќе ја градам и според што ќе бидам препознаен. Модерните интерпретации на хрватскиот и светски афирмираниот музичар Стјепан Хаузер, дали тој можеби ти е модел на успешен музичар? Да, он е многу успешен и многу посветен на тоа што го прави. Интересен факт е дека бил колега на мојот професор во Софија. Но за мене моделот по кој што се водам се неколку виолончелисти, ги имам извадено најдобрите нивни способности и гледам да се стремам кон нив. Стивен Изерлис, Гутје Капусон, Масислав Ростроповиќ, Миша Мајски, Сол Габета, така натаму. Неодамна го издади своето првенче албум, дискографски албум. Колку лесно се вклопуваш во овие нови модели на музицирање? Многу, ако ви кажам дека 90% од таа работа е без инструментот, звучи многу интересно, ама е така. 90% историја на музиката, композиторот во која ера живеел, што му се случувало во неговиот живот, како да го доловиш самиот момент на, пример, Дебюси е француски импресионизам, Јоханес Брамс е па скандинавски романтизам. Тоа се многу ситни детали кои што прават таа голема разлика. Така што мислам дека се снаоѓам добро, ама исто така и многу голем дел од мене како жртва и како знаење го оставам на страна од инструмент. Заедно со Јана Лолова, талентирана пианистка од Софија, го издадовте и албумот, Да. заедно го работевте. Што значи да се биде во тандем со уметник од Бугарија? Како функционирате како дует? Прво нешто што морам да напоменам е дека во Бугарија јас многу научив што значи дисциплина и духовна и физичка. Кај нив мислам дека многу врежано таа дисциплина, дека кога нешто треба да биде, мора да биде, го почнаш и го завршуваш, нема откажување, што и да се случи, каква препрека да излезе на патот, мора да се заврши. Така што имаше еден период каде што јас имав потреба да се адаптирам на сето тоа, бидејќи ако во вторник во 2 треба да е готово, во вторник во 2 треба да е готово. Нема толеранција, нема преместување така натаму. Она е одличен пианист и музичар и наши многу познати и добри пианисти македонци имаат превисоки критики за Јана и одлични коментари и комплименти, така што мислам дека јас и она се најдовме во еден период во животот каде што и на неа и требаше музичар од рангот на мене и на мене ми требаше пианист од рангот на Јана. Така што мислам дека таа соработка наша е една од
поубавите кои што си ги памтиме и дај Боже и понатаму да соработуваме. Илиовски, имајќи во предвид политичките недоразбирања меѓу двете соседни земји, колку проблемите меѓусоседски влијаат врз културната соработка и музичкото едуцирање во Бугарија, па и творење се ради? Да, јас слава Богу до сега сум бил пречекуван секаде со отворени раце. Таму ме знаат како македонецот, како виолончелистот. И мислам дека се многу среќни и горди што нели во овој период знаеме каков е. Јас сум одлучил да направам еден ризик за мене за понатамошната моја надоградба да учам во тој период во Бугарија, каде што пак ќе кажам сум нашол и сум бил дел од можеби најубавите пријателства и друштва во мојот живот и соработки и диригенти и оркестри со огромна почит биле настроени секогаш кон мене, за кое што сум максимално среќен. Се надевам и они кога доаѓале тука во Скопје, истите зборови ми ги имаат кажано, така што мислам дека музиката и уметноста е многу посилна од политичките односи во моментов. Имате прва награда освоена во Малезија, млад артист на годината во Њујорк, награди во Загреб, Скопје. На овие музички конкурси се препознаени вашите музички перспективи. Дали тоа е каде повеќе ве ценат како уметник, дома или надвор? Повеќе шанси сум добил надвор. Да се истакнам. Но мислам дека и дома, тука кај нас, малце со резерва, но сепак ме почитуваат и ме ценат. Може би треба да поминат уште неколку години да се оствари сето тоа што сакам да се оствари. Зошто со резерва? Зошто има предрасуди, скепса? Да, не сум ни јас, и Симон Трпчевски беше, и Дино и Мери беше, и многу музичари за жал го поминале тој пат. Не го знам точниот одговор, но знам дека на крајот све станува. Во која класа и во која академија би сакале да се доусовршувате, бидејќи сега сте на крај од студиите? Сега има разговори за Джузепе Тартини во Трст, во класата на професор Федерико Магрис. Значи, натаму перспективата надвор. Да. Светските пианисти и гитаристи, челисти, како и музички величини, стануваат и естрада. Класичната музика се повеќе доближува до широк аудиториум, надвор од салите. Акорди на Брамс или Шопен имаат ехо и на отворени платоа. Што преферирате да музицирате најчесто, Брамс? Да, романтизмот на Брамс, Елгар, Дворжак. Еве сега за дипломска ми е вториот концерт на Јозеф Хајден. Тоа е сега една таква дилема дали е ка доцен класицизам или ран романтизам. Све што ме прави среќен. Денеска може да е и Дебиси, утре може да е Шостаковиќ. Што дава тоа? Дали проектот Македонисимо на светскиот пианист Симон Трпчевски ги разби стереотипите за елитизмот и на класичната музика? Апсолутно, да. Јас имам многу колеги и пријатели во Бугарија, што кога ќе збориме за некои македонски музичари, прво е Владко Стефановски се спомнува, потоа се спомнува Македонисимо. Челистот во Македонисимо Александар Сомов, он е бугар, со кој што имав исто чест да се запознам и да му посвирам, да научам нешто од него. Многу е слушано и многу е ценето. Многу ми се допаѓа на мене тоа. И е многу интересен концепт дека музичари, класични музичари од тој левел и ниво пробуваат тој свет и тоа учење да го насочат кон фолклорната народната музика и добива еден многу специфичен шмек што го нема. Колку на Илиовски му лежат транскрипциите? Многу. Мене професорката од Луи, од основно и средно, Марија Кочарова Узунова, секогаш ми викаше дека јас свирам по слух. Дека моите родители не се музичари. И сум требало сам да ги учам нели сите тие работи, ама кога ќе ми фатеше на мене увото и слухот, дури понекогаш и не ги гледав нотите, што е многу лошо. Нели сепак сум писмен и треба да го правам тоа, но многу голем дел од мојот живот учев така работи по
по слух, по транскрипција. Што повеќе преферирате? Преферираш португалски, шпански, јужноамерикански акорди? Да, јужноамерикански многу. Таа латино музика, фадо пеење исто многу ми се допаѓа. Така што ете некако тече и тоа низ мене, иако немам такви корени, а пак тече, не знам, јас како фламенко стилот исто така. Дали од плажа со своето чело би направил концертен подиум? На плажа? Да. Да, апсолутно. Апсолутно. Да има пиво и све супер. Би свирал под отворено небо? Да. Зошто не? Што е предизвик за Илиовски? Каков концерт? Во април требаше да имам еден многу голем предизвик, но се откажа фестивалот на Скопски градски фестивал. Требаше да го отсвирам албумот, да отсвирам соната од Сергеј Прокофиев, да отсвирам дело на Чајковски Пецо Капричиозо и уште 4 други дела кои што требаше да биде концерт од 2 часа и половина, што за класична музика е стварно многу и не е направено тука кај нас. Но за жал 2 недели пред концертот Откако се откаже концертот, кога може да се очекува дека Антонио Илиовски би имал концерт тука? Септември. Најскоро што можам да знам е септември во Македонската филхармонија. Не знам, се уште се надевам дека нели овој пат нема да се случи нешто од типот што се случи сега, но во септември. Турнејата низ Бугарија ми заврши сега и сега ми е следно испитот дипломски. Споменав на почетокот разговорот дека постојано си на релација Софија Скопје, сега и поголем предизвик, ќе запловиш во брачните води. Да, вајда. Перспективата надвор ќе ја барате или тука? Не би знаел уште. Бидејќи најавуваш дека во Италија ќе продолжиш со едукација. Да. Мислам дека надвор ќе биде. Благодарам за издвоеното време и за гостувањето. Благодарам и јас. Гледавте Трилинг, уште едно ново издание со нови соговорници. Ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време. Идниот петок со нови гости, теми и соговорници. Довидување од мене и останете со програмите на Телевизија 24. Во меѓувреме читајте не на triling.mk.